слушаа са бајле Ван Морисона, па вика, па тој ми послужи одлично и некои други стихови, не само Ван Морисон. When it's not always raining, there will be days like this. When there is no one complaining, there will be days like this. И еве ги, днови како такви, Бени Скопјанац, у Кумановску бању. А не уопште raining. А не е уопште рейнинг, али са бале имаше мгла, скопска мгла. Али е wet овде, се наоѓа на место кај што е многу wet. Wet. Ама ти живиш или си живеа за себе, по своји правила, пред други не подклекнуваш, чекориш сам во свет на лаги. Бени, бија си сам или си бија осамен? Да направиме одма дистинкцију. Тоа е текст на Весна Малинова, кој што изузетно онака ми кликна од прво, викам ова и навистина ја мислам дека она бољи текст нема направено. Она е аутор на текстот, знаеш. Не, текстот не е мој, али како успеала да ме отслика, тоа е, мислам дека е за медаља. Што значи дека си бија сам? У кој смислу? Да, види, тоа е некоја правдолюбива природа, нешто што го носиш у себе и инфициран си со тој, ајде да го наречам вака банално, вирус на правдолюбивост. Ама тоа обкружувањето, таму каде што ти живееш, растеш и созреваш, они ти го имаат убризгано тој вирус. Они? Па тоа е моето обкружување, луѓе кои што ме одгледале, кои што ме пораснале, и сега ти не можеш да бидеш другачи. Знаеш, нарав е нешто што веројатно си го носиш у тој генетски запис, да го наречем. И таа правдолюбивост, и таа слободоумност, и таа тврдоглава отвореност према све и свашта, веројатно е отсликан у таа песма. Тоа некој треба да го препознае. Знаеш, многу е лесно ако по нарачка добиеш текст. Ова не беше нарачка, ова беше една песма у обид, ајде да направиме нова ствар со Дарко, значи има 25 години од тогаш. И се подразбираше некако по логика на нештото да Весна ќе го пише текстот, пошто го напише и претходниот, и ми беше симпатична, непосредна и ја ценев за добар текстописец у тој момент. Тогаш беше уште тазе, навлегуваше на нашиот пазар, да го наречам, ако уште може да се нарече музички пазар. И просто ме фасцинира нејзиното препознавање на сите мои внатрешни демони, знаеш. Тоа што мене цело време ме води. Тој ли е сам против сви да бидеш? У рокерско смисло? Не, тоа е погубна варијанта. Тоа да бидеш сам против сите, мислам тоа може да само на Монте Кристо му успеало, не знам, лупа. Нема везе, треба човек да е, оно што го зборевме преску неврзан муаве, треба човек да е прилагодлив, али да не отстапува од некакви основни принципи на однесување, на живење, на она зашто сматра дека е исправно сега. Боже мој, тоа што мене ми е исправно, може тебе ти е извитоперено, знаеш. Али постои некој кодекс на однесување. Знаеш, до тука. Пошто ако навалиш малце сантим понавак, онда можеш да паднеш у провалија и да изгори све. Така да, тоа сам против сите не ми е баш адекватно за мене, али да, цел живот терам некоја борба за правда, некоја правдолюбивост, ама како одминува време не гледам Няма ама. Да. Така гледам дека срљајки у тој правец е нешто што е можеби не е контрапродуктивно, али узалудно. Е безпредмет. Затоа те и прашувам, што значи да си сам, а што значи да си осамен? Бија си помлад. Не, осамен не сум бил никогаш. Фала Богу. Увек сум бил обкружен со... Јер е пожелно нека ти сами да бидемо. Ми посакуваме да бидемо сами. Ти треба... Види, има нажалост се повеќе и повеќе моменти кога си седам сам и баш ми е убаво. Не дека нешто претерано ја осеќам слобода и релаксација у тој момент, него едноставно
сум заштитен барем од надворешни влијанија, разни гласови. Знаеш, сум станал као оние аутистични деца кои реагираат нервозно на влијанијата од надвор, знаеш. А бучно ви е у Скопје, нели? Бучно, страшно, неуредно, бучно, калабалак, општи. Игра ти десно око. Да. Тоа е веројатно од напор, од Да. неспиење, од... Сак примети. На право место сме у Куманово спа. Кумановска бања е невролошка бања. Али Види, викам може дека да се деси месец дена да не заигра и онда имаш еден период кога некако си цело време у грчи. А знаеш како викав стари људи, лево ако ти игра е на добро, а десно е бесно. Фаќа ли те бес? Оф, апсолутно. Од што највише? Кој секога од глуп народ. Глуп народ ме вади од кондури. Знаеш, кој ќе видам дека на сето оваа денешна наша цивилизацијска придобивка нарече убавина за око кој ќе ја видиш, а гледаш се повеќе изфрустриран и лош народ. И онда, знаеш, те фаќа, не можеш да останеш равнодушен, барем не ја. Дали кад си у позицију на бес, не само ти, него у позицију на бес, кад си љут, кад си очајан, погрешни одлуки се донасив. Да, затоа не носам одлуки у такви моменти. Али имам право да бидам бесен, имам право да бидам љут, али не носам одлуки у... Све поише и поише се фаќам себе си како... Си викам, добро е, дигни ручна, изброј до 10, излуфтирај се, онда почни да размишljаш. Пошто у момент на бес, на некаков афект, можеш... Ништо добро не може да се изроди у тој момент. Само лоши одлуки, да? Само лоши одлуки, погрешни по тебе 100%, а можда и по другата страна, условно вака кажам. Молим те, врати се назад. Назад 20 године. Не само у време кад е креирана песма сам или по навика. Па тоа е сега 20 години, тоа ми свежи 20 ми години, се... па да, па некако брзо пројде Мене време. од 40 нагоре ми е више оно сеќавање. Не, на Ова 20, 25, 95-та, 98-та, 2004-та. вчера да беше. Исто ми е, да. Да. Нешто ни направисва. Ма ништо не прскав со Да, авиони. да, да. Време многу брзо проаѓа. Како осеќаш ли се како да немамо време да го испунимо оној за кое што смо создадени на овој планету? И врати се назад да ми кажеш од тој позицију или од овој, од кој сакаш избери, имаш право на избор. Бар тој још имамо право на избор, надам се, у овој свет. Не знам до кога. Еве, бар за овој питање имамо. Песми што су направени на македонски јазик, дали су биле и дали су још увек уметнички избор, мост што треба да ga пројдемо сви ми, етникуми, народи што живиме у Македонију, мост кој треба да ga пројдемо за да не живиме више едни покрај други, него да почнемо да живиме едни с други. Тоа е наметнато. Или песме на македонски јазик на Арбен Бени Шачири су биле некое востание против оние што су имале, да кажемо, поголеми очекивања од тебе, како уметник. Види, ја не мислам дека јас сум некаков си месија, па дека тоа нешто сум направил, не знам какво, вау, револуционерно и големо. Едноставно сум почнал да пеам на јазикот на кој што во дадениот момент сум мислел и сум сметал дека можам тоа најболje да го донесам, знаеш. Затоа што на крајот на денот јас, да не кажам 100%, има денови кога комуницирам исклучиво само на македонски јазик. И тоа е така цел живот. Али има и пред мене луѓе кои што не се етнички македонци, а кои што се врхунски аутори, конкретно ако веќе го спомнавме Арбен Бени Шачири, онда го имаш и Гранит Тачи или Гранит Таки, како го нарекуваат од Патика, кој што ја отпеа Вон временската неправда. Сеад Јакупи, кој што ја пее Високи штикли и црни чорапи, и така, имаш такви примери колку сакаш. Мислам дека е... Ама многу си скроман. Слушам те преска, викаш, не можеш да кажу ја дека сам музичар, јас сам интерпретатор. Па не, види, сега како да ти кажам, имам ја некои своји параметри по кои треба човек да се движи за да стигне до одредена цел. Кои су тие параметри? Тоа Да им кажемо на млади луѓе. Тоа не можам да ти го кажам, веројатно ќе ми треба 3 дена да можам да се доискажам.
Тоа е нешто што е Земи беспредметно. боловање од МКЦ, Или ќе го- седиме овдека у бању Не и ќе дај ми Боже, кажеш све. Не дај Боже здрав прав, зашто боловање. Али може да ти кажам одмор ми треба. Тоа е една стаза по која треба човек да се движи константно, упорно, настојчиво, ако сака да дојде до одреден резултат. Али тоа треба да го носиш у себе, да го почувствуваш како треба да се движиш. Не е тоа математика 2 и 2 се 4, знаеш, па да бидеме прецизни. Никогаш не знаеш што носи наредниот ден и у кој правец треба да се движиш. Знаеш, не сум ја скромен дека тврдам за себе дека не сум музичар. За да кажеш музичар треба навистина да имаш огромна тежина, да имаш. А зар немаш? Па ја мислам дека тоа не е доволно. Тоа не е доволно. Мене не ме пали тоа дека сум, односно не може да ме убеди дека сум нешто вау музичар, тоа што сум направил концерт у Универзална сала и тоа што имам преку 4000 наступи живи. Активни по 2 сата. Знаеш, тоа е вака е фасинантна бројка. Треба да имаш нешто сосема друго, треба да си упорен, да константно работиш на некакво творештво, да издаваш, константно да правиш нова музика, да твориш, да си константно, цело време, упорно обкружен само со музика. Јас, нажалост, како и многу мои колеги, треба да правиме одредени компромиси за да преживееме. Знаеш, треба да работиш некоја лева, трета, Не си пета многу работа. лесен на компромиси. А не сум, да, не сум лесен. Не На си? компромиси. И онда, како да ти кажам, така да баш кај е многу дискутабилно у права смисла на зборот што е музичар. Музичари биле и Бах, и Моцарт, и Менделсон, и музичар е, не знам, Стив Лукатер и Квинси Джонс. Сам музичар сум и ја. Знаеш, тоа е малце ја и Квинси Джонс, пази Богата. Не компарирај, него може да се каже дека си автентичен. Автор да, и изведувач, интерпретатор да, али музичар е нешто сосема друго и малку покомплексно, не е така едноставно и наивно. Која песма твоја најдобро опишува како е да се биде сакан или да му се допаднеш на еден народ или на еден етникум, а истовремено да се доведеш у прашање од некој друг? Јер алудирам на познату изјаву на Моргана Фримана, кад га прашале, јер за мене си ти на некој начин Морган Фримен у Македонија, на прашање дали сте се некад осетиле расистички потлачен? Да, апсолутно го живеам ја тоа. Он има одговорено расизам, а што е тој? Да, Што повише зборите за тој повише га ви пропагирате, има изјавено. За тој си ти за мене, Морган Фримен. Постои ли некоја песма што може да га опише тој, да га сублимира у еден наврат? Тоа е, веројатно, тоа е можда е до нас. Тоа е на текст на покојни, нажалост, Тоше Попсимонов, мој умилен автор и врхунски лик. Би звучало патетично да кажам дека ми беше близо као брат, али сега, тоа се некои лични. Али беше one of a kind, викаат, автор наш. И он ја напиша можда е до нас, познавајќи ги сите мои, како би ги нарекол, ситуации низ кои сум проаѓал цел свој живот. И ако земеш да го изанализираш, тој текст таму имаш еден тон. Некакви ситуации кроз кои ја сум успеал вешто да ги избегнам или да се снајдам или да се извлечам, како сакаш. А во однос на расизмот, јас цел живот го живеам тој така наречен сакаш расизам, сакаш фашизам, сакаш национализам. Нешто што мене ми е страно и секогаш свесно сум го избегавал и упорно сум се движел по својата путања, знаеш, по својата насока. Зашто не признаваш како Морган Фримен дека постои
Не, тоа го има, ама постои во главите на поединци. Не е тоа некое општонародно лудило, али, нажалост, тие поединци се доста доминантни во тоа општонародно битисување, за да може да ја креираат таа клима на нетрпеливост. Јас сум имал безброј такви ситуации, али едноставно мене тоа не ме занима, затоа што познавајќи ги луѓето мои блиски, драги, за кои тврдам дека ми се блиски као мој роđени брат. Ги има доста на број, што мене ме чини среќен човек и привилегиран. А ниту еден не е од мојата ниту национална, ниту верска припадност. Тие луѓе заслужуваат да буквално као Морган Фриман изреагира, знаеш, што е тоа? Што поише го збориш, ти поише го застапуваш, го пропагираш. Значи само на игнор. Пошто секоја лоша и негативна социјална и општествена појава, самиот чин на игнорирање ја фрустрира, односно ги фрустрира, и они со тек на време слабеат, бледеат и може и да згаснат. Може би уште не сме стигнале на тоа цивилизацијско ниво за да тоа згасне као појава, али се движи во таа насока. Поготово со оваа модерна технологија и со појава на тие разноразни социјални мрежи, каде што више на луѓето има апсолутно небитно ниту на кој јазик говори, сега више ни тоа не е проблем. Уклучиш Google Translate, он автоматски ти преведува. Не мора ни да го знаеш јазикот таму кај што си, така да можеш комотно да функционираш и да твориш и да живееш и да немаш никакви проблеми. Светот е топка шарена, знаеш. Шарена е топка, ама још увек некој што играв голф, 5 душе, 10 душе, Они сака да е негде, бела, да. они го контролирав у чив терен ќе биде. У овој момент, некое дете од Суринам, и твое дете, и мое дете, Да. у исто време играв заедно некоju видеоигру, онлайн, и он изборив енглески. Мене тој... Па мои клинци зборат енглески кода се родени на Манхетан, мислиш, да Бруклин, немам поема. Ја не можу да кажу дека тој не ми се допада. Меѓутоа, што викате ви у Скопје, меѓутоа, не ми се допада тој што ми имамо отпор да научимо албански, а албанци збору за Куманово, све помалци и помалце знаев македонски. И мене, колку и да ми се допада... Ке почнете да комуницирате на енглески на крај. Колку и да ми се допада тој што сви наши тие 3 деца у исто време комуницирав на енглески, мене уопште не ми се допада што еден режисер како што е Ибер Деари има филм со кој што постигнува успеси, Everyone Calls Reggio, и ја га викам да ми биде гост у подкаст и он вика, Ивана, ако може да синхронизираш, не сум сигурен дека може да се изразу на Да, него познава добро, не е крив човекот, него познава добро јазикот, Ја твору вика у Европу, јас сум се оддалечија, не може мисла да ми биде течна на Кумановски, како да не ми биде криво. Зависи на кој јазик размислуваш, кога размислуваш. Ама брат ми у Холандија 33 години и вака кога правиме муа, вика мене ми е, знаеш, вика сум почнал да размишлям на холандски. Не може сосема да го избришеш начинот на размишљање, односно јазикот на размислување. Независно дали е тоа албанскиот, македонскиот, српско-хрватскиот, како сакаш. Али веројатно човек размишља на јазик на кој што подолго време зависи во кој обкружување живее. Ја најболje се снаоѓам на македонски. Тоа е просто е така. Етнички албанец, пола црногорец, обкружен максимално со македонци околу мене. Боже пази, ја ниту предрасуди, ниту ме занима, едноставно мојот начин на изразување е најдобар, можам да се искажам кога говорам македонски. Тоа е така. А што да правиме ми што не сме од Скопје и като отидемо на некој шалтер и било кој од етникуми одбива да збори македонски? Тоа ќе ги прашате надлежните органи како дошле до како се вика тоа,
Зашто дошли на тоа ниво за да луѓето така комуницираат, односно одбиваат или можеби навистина имаат проблем за обраќање. И на крајот на денот не мислам ја дека тоа е нешто многу битно, дека некој се обратил на друг јазик. Ако дојде индиец, како ќе те праша на енглески? Па онда тој на шалтер што работи не го знае англискиот, па ќе го повика колегата Па што ако знае. дојде индиец, ми ќе се трудимо да не добие привремен престој, никада не остане овдека, затоа што е индиец. Ние мора да сме отворени за сите. Али треба да се молиме да тие што ни доаѓаат бидат што поквалитетен кадар и подобри луѓе и така натаму, за да имаме помалку проблеми, затоа што паметен човек и со образован човек полесно ќе се разбереш. Свакако. Знаеш. Која позиција повише ga уби твој рокерски, рок-н-рол инстинкт? Позиција кандидат за градоначалник на Скопје или директор на МКЦ? Во животот спремен сум да седнам на полиграф да ме ставиш. Никогаш ни у најлудите сништа не сум размислила дека можеби ја еден ден ќе се кандидирам за било каква општествена државна функција. А тоа дека ќе бидам директор на културна институција, Боже пази. Малце мора да признаеш дека е у најмала рака чудно да човек 55 години живее и работи као некаква независна структура сам по себе, за да одеднаш влезе и биде дел од еден комплициран систем. Така да ниту таа градоначалничка кандидатура, ниту оваа директорска моментална позиција го немаат уништено мојот дух во однос на рок-н-ролот, односно рокерскиот дух, затоа што јас сум просто така сум скроен. И додека сум жив, мислам дека тој дух нема да успее ништо никогаш да го поремети, ниту милиметар да го измести. А овие моментални функции, све тоа минливо и менливо, знаеш. Така да не сум ја нешто претерано горд на тие кандидатури и функции, ниту пак сум задоволен како тоа изгледа у тој светот таа перспектива. И гледано кроз таа директорска диоптрија све, барем кај нас све е погрешно. Лошо е, напорно е, грдо е, доста лицемерно и има све, само нема таа, го нема оној момент на чистота, на правда, знаеш, све некако, тоа е као некоја сива зона. Дали... И да, еве на младите им сугерирам да добро размислат кога ќе одлучат и дали ќе одлучат да се бават со од прилика таков тип на активности. Дали тој значи дека политика е уствари еден голем антирок жанр? У суштина рок-н-ролот е бунт против естаблишмент, против систем, против све што е у тој правец, рок-н-ролот е контра, е спротивно. За политика е турбофолк. Пила сам ти кишу са рамена. Кад би био ранен? Кад би био ранен, тоа ти е... Со бугарска застава. Тоа се такви глупости кои што... Па глупости су, ама нашите народ пали на тој. Чак што више не сум ни убеден дека тоа е сосема... Може и да е некаков моментален пех, некаква грешка, али да... Ама како ќе го исправимо грешка? Човекот, не, грешките се исправаат со тоа што наредниот пат ќе стави, не знам, застава од Зимбабве, глупости. Зошто мора знамиња да има на концерт? Ама још една грешка се десила, чули? Пред некој ден, некоја Теа Теировиќ, уствари таа е една Теа Теировиќ, у Бугарију имала концерт и на стихови и на музику македонско девојче, она ги променила у бугарско девојче. Што се дешава на Балкан?
Зашто Не, им веројатно бесва тоа е потребни? желбата да се додвори на домаќините и да си купи простор за уште еден кун. Ја немам појма се. Не, нешто се опасно дешава на Сам Балкан. скитник сум и трагам, и ако е тука присутна мојата фамилија, со мојата сопруга и така, ја онда треба да кажем, не више не сум сам, ниту трагам, ниту сега не знам како. Значи, тоа е вака вулгарно кажам, мислам, уопште немам представа. Треба да се правдаш немам зашто со представа тие стихови зошто настанаа. мора да се додворуваш на публика на која што ти веќе и се имаш обратено со твоето дело, какво год да е. Некоме добро, некому помалку добро, некоме не чини бљак твој. Али зошто мора на тоа твое дело, на начин достоинствен као артист, као уметник, не е битно дали е тоа турбофолк или е рок-н-рол, панк, хип-хоп, не знам, трап. Не е битен музичкиот жанр, израз. Битно е дека ти имаш дело, се обраќаш на таа публика и на истата публика имаш допунски потреба да и се удвараш со некакви знамиња или некаква промена на текст. Мислам, тоа е Кокетирање за повише пари, тоа за што е? мене, тоа е нарушување на сопствениот интегритет као човек. Немам потреба сега да земам, да идам у Делчево да свирам и да ставам знаме и да мафтам со знамето, за да им се додворам дека јас сум голем македонски патриот, па ја пеам на македонски јазик. Што треба поише од тоа? Тоа е куна кралицата Елизабета да ја ставиш на таа круна, ако може уште да поголема круна да ја ставиш, за да се види дека она е поише краљица од потребното или дозволеното. Бш краљица. Да. Бш краљица. Од денешњу перспективу, дали мултиетнички албум, мада ја ужасавам се некој кад ќе каже за некој проект дека е мултиетнички, тој ми е еквивалентно на некој политичар у предизборни обеќања кад ќе каже ќе работам за сите македонци, албанци, срби, власи, се турци. подразбира дека треба да Нели? работиш. Да. Мултички албум со самото тој што творимо у Македонија, ми сега на мултиетничку публику се обраќамо. Самиот бенд Нели? по израз ти е мултиетнички. Значи, јас сум етнички албанец, имаш внатре етнички србин, имаш етнички македонци унутра. Што сакаш поише? Али беше прогласен за мултиетнички албум с Златка Ориџанскога. Па дали од денешњу перспективу те исти... Тоа е само добар албум, тоа не е добар албум. Ја би кажала албум. дека е добар албум, али дали од денешњу перспективу би се третираја како храбар потек или како наиван? У смислу на придавку мултиетнички. Ја не знам зашто уопште мора да бараме некаква квалификација дали е ваков или онаков. Тоа е музика која што у даден момент авторот има потреба своето дело да го представи на јавноста, ангажирајќи го човекот од друга етничка припадност, условно кажам. И сега некој мора да, знаеш, стално мора да бараме некој влакно у манџата. Такви смо ми. Ама зашто? Таму имаш, потпишувам со глава дека имаш 10 добри номери. И зошто тој албум помина така бледо кај публиката? Зашто? Веројатно е тоа ради некои други, сосема други причини кои што немаат врска со музиката. Практично е отпор у однос на веројатно некои ставови на авторот. И луѓето тоа го Отпор спрема негови ставови? Да, отпор генерално према неговиот лик и дело, знаеш. Затоа што едноставно не им се допаѓаат ставовите кои што он ги застапува како. Мислам, тоа го знам од реакција на луѓе, али Боже мој, сега вака условно кажано. Па зар због негови ставови бени да не се прифати Анице, љубов моја или Галена? Види. А што љубов има везе с тим? Бора Ѓорѓевиќ е еден голем. Колку год да он сакаше да се представи во оваа некој од 90-тина вака понова историја како српски извоđач. Он беше голем југословенски изведувач и благодарение на таа голема југословенска публика он успеа да направи
кариера, несомнено квалитетен, голем. И само заради некои негови четнички ставови, јас сега као условно кажано не србин и не хришćanin треба да имам отпор према него. Што ми ја гајле мене за Џони Штулич, што е он по прифатност? Добро, али он имав социјално ангажирани текстови. Ја не знам дали Да Винчи Боб бил Дилан. луд или бил здрав. Али она што го оставил за човештвото и за, знаеш, за младите генерации, за новите кои доаѓаат, оставил нешто добро, нешто паметно, нешто што треба да се изучува, да се следи, да се интерпретира понатаму, да се третира у крајна линија као нешто квалитетно. Кому му е битно дали ја клањам или имам икона и кандило дома? Да се крстимо И или дали- клањамо или љубав поклањамо. Да, тако е. Така да мислам дека не знам како да ти кажам, мислам дека е без везе уопште да дегутантно е да збориме на Дали на тема, да албумот е добар, точка. Албум беше како некој јагата кој живее како некој жив организам. Некој жив организам кој што Дишето, целата плоча е онака супер. Има, навистина има и многу ми е криво што Дали беше издаден прашање, дали беше издаден можда у погрешно време, ако уопште постои термин да се издаде нешто или да се направи у погрешно време. Знаеш како, Знаеш, Ван Гог ке не гледа некој на YouTube наш канал, подкастрување, ке не гледа некој за 25 години и можда ќе каже, у погрешно време су биле. Да, вие биле пред времето, ама што? Не. Џабе. Сакале нешто да Кој ги каже разбрал поруку никој? на млади, али дали е допрела тај порука? Значи, криво ми е што на Златка, Има луѓе. на Златка порука љубавна, универзална порука Да, бе. за љубав не допре. Не само Онолку колку што љубовта, него и очекувате. музиката е универзална порака, позитивно. Апсолутно. Ајде уметност да кажемо. Да, и сега Али тој беше жив организам. Колку Скопје е спремно сега да ga, што викате ви македонци, да го возобнови. Не, види. Да ја возобнови љубовта на мешаните гласови во тој Сега ќе ти албум. кажам како тоа отприлика изгледа. Ван Гог има една ствар на која што знам дека публика феноменално реагира, е една од нивните најлоши песми. А де факто е најголем нивни хит, Некот има ночас. Таа песма е направена некаде 90-та година и до 94-та, ова се зборои на Џуле, не се мои. До 94-та вика никој нема појма дека таа негде постои таму на плоча има. Они нешто друго слуша публиката. И онда одеднаш почне некој радиски продуцент да ја тркала песмата у етер. И она е еден од најпрепознатливите хитови ради самата, како би ја нарекол, фраза Некот те има ночас. Тоа е. Секого од нас некогаш у одреден период од животот емотивно го мачело Некот те има ночас. Куде е она Куде, вечер? да, или он. Или он, небитно. да. И сега таа песма заживува после толку години. Ја мислам дека тој албум е направен и апсолутно стојам за тој албум као интерпретатор, као изведувач. Не сум автор, ама сум и те како стојам за тој албум, затоа што е добар и тврдам дека е добар албумот. Луѓето види, сега не го препознаа. Ја имам рецимо на мои наступи доаѓаат луѓето вика зошто не ги свириш, не знам, Галена, си беше еднаш, Аница и така натаму. Тоа е една посебна друга прича у која не би навлагал. Али ја го направив концертот и го изнесов сам буквално на мои плеки цел тој проект и пошто сум тврдоглав и упорен по природа и не поднесувам порази. Едноставно не ми дозволува карактерот. Нешто што е добро и со нешто што е добро да доживееш пораз. И макар албум и концерт морам да ги стерам до крај, и тоа го направив онака баш како што треба и сум многу задоволен како тоа изгледа целото и горд сум на самиот проект. И тврдам дека е добар материјал и дека треба да се остави работите време сам по себе ќе си дојде у овај, види. Не можеш истиот автор со исти музички сензибилитет, со исти приступ да го имаш ставено
како се вика, на етикета Каролина, Мгм. и да тоа доживее со македонско девојче вау, бум, и да го имаш со Бени, идентично. Мгм. Тврдам најодговорно дека идентично. И И- направено, и создадено, и емоцiju. отпеано по емоција, све. Мгм. Супер албумот на Каролина, потпишувам со, и тоа и го имам кажано на нејзин. Дека е врхунски направено, и ова е само некаков логичен наставак. И едното проаѓа супер, другото кај е грешката. Зашто мора да постои грешка? Зашто Не, у мора? некој стих. Не, едноставно Добро утро, времето... Господјо. Не, мајок, не. Мислиш дека тоа е малце... Не в тој стих, него во некој стих. У некој стих кој што е адекватен сега у време у кое што живееме. Кој би бија да кажеме од тој цел албум? Кој би бија добар да се преиспита, да се преизанализира? Кој би бија добар за да се пробуди данашња емоција, jer 20 години можда ни се чини како и вчера, али па и ако сакаш и од политичко, ајде да не кажеме социолошку дистанцу, многу работа се променисва. Може ли некој стих да оживимо? Конкретно тој албум? Да. А... Jer не може так да сме имале емоција, сега да немамо. Сега ме тераш да размишлам, да влагам во анализа, немаме толку време, не знам колку ти траева подкастот. Колку сакаш ти? Не се. Мислам дека таму има многу добри стихови, има многу добра лирика у целото тоа, али треба да го оставиме времето за да самото време, самата публика кроз некое време ќе ги извади тие, да ги наречам, сама публика ќе си ги препознае. Бисери, драгуљи, како сакаш наречи, знаеш. Ги имаат и препознаено. Има луѓе кои што се пронаоѓаат у тој материјал и мислам дека уште малце треба да одлежи. Треба да одлежи. Да пројде još едно 15 години па некој да каже, тој беше антологиски албум. Добро, што нема везе, денеска открива таму негде затворени дела на големите. Можда ќе добиев još повише на тежину, нели? Ако кажеш, пред 35 години имало некој албум. Види, тоа 35 години, нас не е као вчера, ама тоа е опасна цифра. 35 години, рачунај, од завршеток на Втора светска војна, 45-та, 35 години тие 80-та. У најболјиот момент на бившата фирма, големата фирма, знаеш. Замисли каков скок имало за 35 години. А ние за ние 35 години имаме регрес. Цело време само тонеме и секогаш копаме под дното да видиме уште колку има доле да се копа, знаеш. Срамота ли у денешно време да кажеме дека сме југоносталгичари? Не, па ја не сум југоносталгичар. Јас само имам аргументи кои што идат у прилог на тоа што ја би го пофалил као момент, као продукт на тоа време, као начин на живење. Немаше крв, имаше социјална правда. Преска ти кажав, Дубровник ни беше на дофат руке, можеше комотно да влезеш, да отидеш, да се снајдеш. Спиел, не знам, на Страдуну вреќа за спиење или влакно не ти фали. Сега можеме на рилсови да го гледаме. Дубровник, пошто е 90 евра, не знам, не скафа некоја, без везе, вака нешто. Просто имам милион аргументи зошто сметам дека, добро, мора и да признаеме, бевме и помлади. Најубавите години и пубертетот, све го поминавме у таа Југославија и е нормално, е природно да со задоволство се сеќаваме на тоа време, ама дека сум нешто носталгичен, не, увек гледам напред сега. Тоа што поминало е као некоја добра книга да си прочитал. Да оставиме на наши родители да бидев, нели, тие југоносталгичари, а ми да го променимо свет. Види, моментот кој го живеевме ние во таа Југославија и транзицијата во овој сегашен систем е привилегија која имаме само ние. Нашите родители живееле у тој систем, младиве генерации живеат у овој. Ние сме ни таму ни ваму, односно ги имаме поминато двата система и веројатно имаме привилегија да можеме да
да просудиме кога било боле. Сега технологијата отиде напред, имаме многу цивилизацијски придобивки, нешто што е животот е далеку полесен. Нарочито ако ти е срце оперирано, а не си маја потребу да го оперираш. Кои цивилизацијски придобивки? Не, има други, можам сега да ти набрајам до утре, али секако дека у оној систем ова не би поминало, него тоа би било не за голи оток, него било одма гилјотина. А сега вака ни се провлекува као некоја информација. Просто ние научивме по пат на ова зло најголемо, ова е монструм, кој што ни го профилира начинот на размислување, на живење. И да не си таков, ќе станеш таков, знаеш. И секоја наредна информација ја голта, ја гази предходната. И ние више добро, операција на здрав пациент, да, добро. И што ништо, добро, има таму и се бави некој со тоа, можда и не, идемо дале. И онда доаѓаш, читаш за мејловите на Епштајн, кој што му ги, не знам, пракел на сегашниот председател. Па онда се бавиш со тоа 7 минути. Па онда имаш тука некој чин на пази, педофилија. Тоа е така нормално денеска, чуј педофилија. Треба уште да дозволиме да и они имаат некакви права, педофили. Мислам, до кај отидовме. Извини, ти прв почна. Ти збориш за цивилизацијски придобивки. Да. Ја ти викам. Тоа не иде на се арно ова. цивилизацијски аномалии, не се придобивки. Значи, колку години пројде од Види сега рато да ти- Југославија? Кажи ми, дали ти се чини веројатно тоа прв сега да има истрага дека у Сараево некој од кеф бија снајпериста и рандом убиваја луѓе? Имаше некој филм. Нели е поверојатно некој нешто да заталашка сега? Имаше некој филм, не можам да се сетам ни на наслов, ни на тема, али знам дека се работеше за извитоперени умови на луѓе кои што и беа имучни. Од задоволство, нели? Од задоволство идат, плаќаат некакви пари, идат негде рокаат цивили. Дали ти мислиш дека тоа е така наивно и дека му текнало на сценаристот да го напише? Он веројатно тоа негде го чул, го видел. Знаеш, не Жив ли е тој сценарист? Тоа е сега не можам да се прашање. сетам ни ништо никако, Шалу али се. знам дека Веројатно не е. нажалост, самата помисла што Сараево го претрпе као впрочем сега и Газа и така натаму, знаеш. Што све има претрпено оваа планета. Знаеш како ја идам малце до крајни граници. Мојата машта досега, знаеш, која е крајната точка каде што покушавам да го замислам светов. Планета која живее у тотална хармонија, само човечката раса не постои. Можеш мислити како изгледа тоа? Вау. Значи имаш све како што треба. Само немаш градби, немаш бушотини за нафти, не ја уништуваат Амазон, не го Нема уништуваат. дивоград Нема Билчаир, дивоград, нема Укуманова. Нема нигде нема. Знаеш, Нема. све идеално, нема људи, нема вирус, нема ништо. Имаш само како се вика тоа, само билките и животните кои што Тој не е тврдам машта, дека Бени, се- тоа е утопија, ти што да збориш. добро, како сакаш ти крсти го, али знаеш, мене ми е, знаеш, Ми смо супериорни суштества покушавам да кои што размислуев дека треба да ga променив свет и да укажев на овие работи. Ние размишljаме како да На го уништиме аномалije. светот. Не. Јас збору за мене и за тебе. Јас сам Ја себична. и ти сме мањина и тоа дебела мањина. Ама ми мора да влијаеме на шумица. Шумица Шумица, е да. мнозинство. Ние сме пакица. Ми смо пакица. Ја тврду, одговорно, дека може луѓи како тебе, дека можев да го направив овој свет поубав за оние што доаѓав после нас, затоа што ти си еден од ретки што имаш такву машту, а и јас сам една од ретки, а ретки наѓу ретке, Види, бар секогаш за ќе- разговор, секогаш што ќе- мислив дека се башку јеми ката Да, фортит. да. Секогаш ќе најдеш Заедно некој смо кој што посилни, не треба да има титул доле за овој. Не бе, Зашто да не има бе, титул каков за титул? овој? Бе, каков титул, Нели? бе, титул.
Ама треба да ги најдемо истомисленици Види, и да се здружимо за со мене, нема. за мене е неприродно да луѓе живеат во иста средина, едни Бариера да покрај им е други, тоа. а не едни со други. И сега Мгм. едните што им Тој го га ја знаат прва кажа. условно јазикот на овие другиве се во Мгм. некаква мањина, а мнозинството се однесуваат као да Каубојци и индијанци. Горан Стефановски пишуваше у да, Диво месо за нива. каубојци и индијанци, Нема да. каубојци и индијанци. Има само големи и помали идеи. И идеи треба да ga води в човечанство. Добро, идејата и го води, го движи човештвото. Само имаш ти многу пропаднати идеи кои што биле добри, а нажалост не успеале да заживеат. Еве сега ми треба да се избориме за идеи, а не да га оговарамо Орцета или Максима градоначалници да оговарам. не, За види, идеи треба да збориме. Види, ние како луѓе треба да најдеме начин да им укажуваме на сите тие политичари, градоначалници да ги советуваме како да и они бидат бољи, за да и нас ни биде боље. Кога они ќе не послушаат и нив ќе им е покомотно. Нема да мора да ни даваат отчет. Да. Макар на 4 години на наредна кандидатура. Ич не мора да ги види во живот. Него ние ќе гледаме резултати у real time. Конкретно. И onda ќе знаеме за, знаеш, ова е ние 35 Ми се мучимо. години. Ова е како мука. само се Мука образование, мука здравство, види, мука. Ајде, нема везе, остаи тоа, не знам. А на протести па што не идемо? А што не си се подржавамо? Ми, шумица, Знаеш како? неистомисленици. Не можеш да отидеш у државна здравствена установа и да ти кажа донеси си чаршафи од дома. Мислам, тоа е... И грејалицу ќе си донесеш све што треба и срце ќе ти биде оперирано без да имаш срчен проблем. И знаеш што? Никој нема да одговара. А знаеш што правимо ми, уствари? За кумановску средину ти збориме? А ја не знам што правеле они, Што? ги отварале пациентите и ги затварале. Као? И операција правени. На што? На здраво срце. Здраво срце. А док се ми... Ти си отворен, ти не знаеш што ти правеле унутра, како ќе докажеш? Ништо, ба можев и бубрек да ти извадив и да го продадев. Едно време викасва дека најголема трговија е у Косово Да, на уствари, од бубрек. кај знаеш ти дека имаш два бубрега? Еден ти е. Со еден можеш да функционираш. Среќа па провери, имам два. Татко ми покоен имаше, он ми кажуваше, ова се негови збори, вика, идам ја на лекар, нешто му прави леко. Кај те, вика, тебе вториот бубрек? До тк не било откриено. Да, и стариот вика, не те разбирам, како, тука се двата бубрега. Не, вика, ти сега не знам, мислам на лева страна. Вика, ти на лева страна немаш бубрек. Ај, легни уште еднаш. И почнале испитување. Абе, вика, тебе двата бубрега ти се на иста страна. Така бил роден. И функционирале безпрекорно. И двата. Али се на иста страна, не се вака лево и Па десно. да, технички може и еден да го врши функција Да, на два. да. Али он имал тоа, сега, како сакаш, не знам наречи го, дали тоа аномалија, поема немам што е. Ба, веројатно. Веројатно не е природно, сега, не е вообичаено. Биолошки не е Биолошки, вообичаено, да, али може да се живи така. Која е да. најголема уметничка слобода што млади го имав од перспективу, од позиција на МКЦ, раководитела, да кажем, од директора, менаџера, која овие генерација, коју слободу го имав успоредбу на тој ми што не смо имале док смо биле млади? Постои ли нешто и дали го они ценив тој уметничку слободу? Дали они тоа го ценат, ја не знам, тоа веројатно е стварно некоја друга анализа. Меѓутоа, ова ќе звучи нескромно, Нека звучи. и фалбаџиски, али боже мој, тоа е така, ја не можам да кажам нешто што не е. Не постои човек, млад, културен работник, луѓе надарени во област на култура, музичари, сликари, не знам, актери и така натаму, кои по разни основи се имаат обратено кај мене, а вратата да не било отворена и да не им било овозможено да си го реализираат она што го замислеа. 22 месец сум таму, никогаш не сум затворил врата за никого. На тоа сум највише горд. Ма колку тоа било комплицирано, тешко, неизводливо, порано имало
раководители на истата таа институција кои правеле, имале свои некои филтри кои што на крајот на денот може да бидат и добри и корисни. Али јас сметав дека треба таа институција максимално да биде отворена и да биде ставена на услуга на граѓаните, пред се на младите генерации кои што сакаат да, не знам, дојдат да направат концерт, да отсвират. Сега имавме скоро пред нема ни 20 на дена свираа Конспираци, тоа се едни млади изузетно талентирани деца кои што свират као да се 50 години на сцена. А сега го имаа првиот свој солистички концерт. Дојдоа и јас со огромно задоволство, со радост им овозможив онолку колку што можев јас да им овозможам, за да они го направат концертот во МКЦ и како ти кажам сега... Колку пута дневно треба да бидеш политички коректен од позиција на директора, jer знае се овдека како е. Сви прашуев кој е позади njega, која партија е позади njega, кој го предложи. Јас сум коректен со сите. Политички коректен колку треба да бидеш и дали те тоа нервира? Долго време сум во однос на својата политичка припадност не сум лутал. Сега ако ме прашаш, јас сум де факто аполитичен, знаеш. Немам припадност на ниту една политичка. Значи дека си бестрашен. Да, бестрашен сум, да. Бестрашен си. Али не, си го задржувам правото на избор и на одлука за кого ќе гласам во зависност од тоа што има да ми понуди, а не дека морам затоа што имам, не знам, книжка од одредена политичка партија. Без обзир на последици, а што ако некој дознае дека не си гласаја за Амара и ти се наљути? Види, Амар е симпатичен млад момак кој што добро си ја заврши својата работа, доби респектабилна бројка на гласови на крајот на денот. Така да, он пред него е, ја мислам дека е пред него добра, да не речам блескава политичка кариера, која веќе го спомнавме. И е миленик на младите генерации, али неприродно е сите да те сакаат сега. Знаеш како ти е. Дали е неприродно? А убаво му дојде на душу на човека. Да, кога го сака, да. Што да не е природно? Па види, мене ми е битно да ме сакаат луѓе. Не сакам да ме пљукаат и да ме мрт, пошто ниту сум лош, ниту сум закинал некого, ниту не сум направил некоме нешто лошо у живот, знаеш. И сакам да ме сакаат и сакам да им учинам на луѓето и сакам да бидам коректен према нив, затоа што на крајот на денот, ако можам да бирам меѓу добра позитивна енергија во однос на околина и лоша, зашто би си ја труел душата? Не природно е. Замисли га 20 годишњога Бени Шачири, што би кажаја у овој момент кад би ga гледаја овој подкаст за овој возраст твоју, што седи овдека и разговара за теме кои што многу е тешко да се допре преку овие теме, нарочито искрени луѓе како тебе, до млади. Види. Што би кажаја 20 годишен Бени? Види го будала, истија као ја, будала, наивен, како ти кажа. Затоа што живееме во еден суров свет и ваквите ракови као мене не проаѓаат баш најболje. Сви матер, себе матер се вика тоа, знаеш. Емоција, да. Али за разлика од ранив си. Види, нема тука за разлика од. Исти сум као и оној 20 годишниот Бени, затоа што се неам сменето ниту милиметар. Увек сум имал истен систем на вредности. Сум знаел што е исправно, што не е исправно. Некогаш ќе направиш грешка, нека тоа афект. Али генерално сум се држал до својата путања и никад не сум скршнал лево или десно. Нормално имам и јас своји демони, имам и јас своји постапки би ги нарекол, на кои не сум горд, ама Боже мој, што е тоа што те прави тебе идеален? Nobody's perfect, знаеш, никој не е идеален. Ти си ми како некоја балканска верзија на Шрек, оној што се труди.
Да. Супер симпатичен. Он нешто филмски лик, он да. нешто се труди да ги зближи заеднице. Дали преко јазик, дали преко Да. музику, дали преко било коju форму на уметност. Па има ли болje од тоа нешто да... Ти, знаеш преко кои стихови уствари го тој, морам сега да ставам наочаре да ги прочитам. Добро ти стоја Куде да што си ги си, носиш. куде што сви очекував ти да бидеш херој на село. Уствари на град Скопје, да не ga викам село. Знаеш, мора да го кажу понекад село, затоа што дојдесва нови варвари и за нима Дојдоа Скопје, дивите и избркаа питомите. Нема врска за тоа. нови И варвари у Њујорк Скопје е имаш, рај. И за Њујорк. Онаа Да. појава, А староседелци, миграција. бидна им пекол на староседелци. Види, и тие староседелци и нивните предци дошли у Скопје од некаде. Нема врска. И моите се дојдени од негде, и тоа као бебиња, као мали, сосем. Ама дојдени се, минато Ама свршено време. дојдени се. Зак си ти Јас староседелец, сум молимо роден у лепо. Скопје и сега ја некому ќе судам. Види, ја Не се мислам работи дека да судиш, Бени. ја мислам дека човек кога ќе дојде во одредена средина, он само треба да се однесува сходно на правила и прописи кои важат во таа средина и да ги почитува. Па тој га зборува. Затоа јас, рецимо, знаеш дека имало појава кроз сите овие години наназад, Охриѓани, Скопјанишчава дојдаа, чак што ише и Бане К15 и прави скечеви на таа тема, е баш супер тоа. Јас никогаш не сум имал ниту еден проблем у ниту еден град у Македонија. Никогаш со никого. Чукнам у дрво. Морган Фриман. Имало луѓе ти кои викам. можеби и не им се свиѓала мојата музика, али ја доаѓам, поштуем си го гледам својот астал, не филозофирам многу, не задирам, не гледам по туѓи жени, затоа што ќе се најде и таму некој рунтав у носот, ќе каже чекај бе дечко, му работи, како ти кажам, и он е анксиозна личност у тој момент и сака да ти направи свашта. Што има да се плеткаш у туѓи атар да влагаш се, знаеш. Треба да си пристоен, ако си пристоен и прилагодлив, немаш никаков проблем. На крајот на денот, што имаш бе ти да идеш у Охрид да им продаш памет на нивна територија таму? Кој си ти? Затоа што си од Скопје, па не си од Њујорк. Добро, Бени, али јавна личност ти си. Сега, ако си дошјав дека у подкаст, тој не значи укуманово, тој не значи дека продавамо ми памет на некога, него зборимо искрено. Апсолутно. Значи, доаѓаш у Куманово и ги почиташ правилата на Куманово. Не можеш ти да се однесуваш по-скопски, што е нормално. И ја не би сакал кај мене у Скопје ви Кумановци. Не знам, се шалам сега да доаѓа да се понаште вакли онака. Мислам без везе тоа. Никад доаѓамо ми, никад неќемо да освајамо територија. Да. Али свиѓав ми се, викам дека си балканска верзија на Шрек. Шрек управо ради стихови кашту наш кој ринија, поправиме ако грешува акцент, си икан пран вер. Така ни помина младоста, како одмина една пролет. Вем бетет, веќе веми. И останува само да кажеме, ни беше. Наиш, Ни беше еднаш. Или ни беше еднаш. Или си беше еднаш. Ајбе да направиме да ни биде тако е убаво како што ни беше еднаш. Види, да ти кажам, сега на клинциве им е добро. Немој да мислиш дека они не, затоа што денешницата они не ја гледаат кроз наша диоптрија. Нашата призма нив не им е битна. Добро име затоа што имав све. Они се срекни, они имаат iPhone или некако заебан таму модел на Samsung и ова е целиот нивни свет. Значи, јас сум морал као клинец да седам на касетофонот, да кликам стоп, да ја враќам назад траката, за да го чујам пејачот што сака да каже. Англискиот не ми бил на завидно ниво. Ја англиски почнав да зборам слушајќи ги песмите на Битлси. За да нормално имам и една многу добра, се надевам дека уште жива и здрава учителка Ајхан, која ми беше наставничка по англиски, која ја виде таа моја љубов према јазикот и некако стално ме гураше, стално мене ај ти каже. Веројатно ради некаков изговор, не знам, можда за нијанса боле, не е битно, некој има, некој нема. Али небитно. И
Јас сум морал да седнам да ги преслушавам по 100.000 пати тие песмина. Практично јас знам сега, пошто во еден дел од мојот концепт музички, она што го работам е и да свирам и кавер верзии во поголем дел. Некако е 70-30 авторска музика со останато. И практично ги знам на пеачите местата каде што он при интерпретација додека снимал у студио зима воздух за да може да продолжи да пее. До толку ги знам, а како ги знам тие песми? Ги знам така што сум ги враќал назад за да можам да ги запишам да. Денешниот клинец влага на Google или на Siri му вика "Hey Siri, дај ми го текстот за Let It Be од Beatles" или не знам Yellow Shine on Submarine. Your Crazy Diamond, не знам, нешто Pink Floyd или од Принц, која сакаш, you name. Денешниве клинци нема да ти се потрудат, ајде да го направиме тоа повторно убаво, пошто ние сме носталгични по убаво. Нашето нормално и нашето ненормално е за нив. Нашето ненормално за нив е нормално. Нив е комотно у нивна кожа. Они се својата, како би ја нарекол, временска чаура, капсула, нека да ја наречам. И они тука добро функционираат. Пошто они не знаат, клинци мои ми кажуваат дека не можам да го замислам времето, како, што сте правиле без телефон, без мобиле. Компјутер немавме, каков телефон. Што може ли за крај да констатираме? Нема да биде прашање. Може ли да се сложимо дека и ми и они заедничко што ни е? И у денешно време дека сви сакаме да си живееме у Швајцарско некој. Да, у Лихтенштајн. Ја би у Лихтенштајн. У Лихтенштајн. Може да кажеме дека тој ни е заедничко. И тој не е научено, тоа не е по навика. Тоа е Секој човек има вродена мана да живее убаво, да сака да живее убаво. Тоа е мана, затоа што човек кој ќе се научи у таа некоја комфорт зона своја да се движи, да му е убаво, забегува и тука доаѓа до израз сите девијантни појави. Увек мора да имаш мало една камче у кондора, да те жулја, знаеш. Цело време да те потсеќа дека не е све така бајно и сјајно. Али дека ни е заедничко желбата за лагоден, за убав среден живот, да. Среден, да. Не по сваку цену лагоден. Види... А ондак разлика што е? Ако ни е заедничко с наши деца и с други генерации да живееме сви у Лихтенштајн, ондак разлика би било тој што овие денешни деца дома на фамилију не праќав више пари како ми некад, како наши што су праќале некад. Не бе, ма как е он? Нели? Овие су сам. Мислам дека оваа генерација и тоа подлегна на некакви други анализи зашто е тоа така, ама некако се посебични. Немаат основен респект кон повозрасните. Мислам, ја не можам да замислам у автобус да се возам и да не станам на повозрасна особа. Не морам да е 40 години постара мене. Да ја проценам дека е малку повозрасна мене, ја би му понудил да, пошто тоа така сум васпитаван, така сум одгајан. Тоа било природно и нормално у нашата тогашна средина. Клинците се, ама как ја, не те есапи, тешко му е да ти каже добар ден. Знаеш, логично е, кога ќе се разминеш со човек, ако ти се сретне поглед, имаш една, не е тоа монтирана, онака спонтана една насмевка. Знаеш, да покажеш наклонетост, васпитање, култура и така. Регистрирам те, да, кој си ми увидно поле. Замисли у лифт да влезеш, обавезно кажеш добар ден, добре. Па ја имам у зграда волои кои што имаат по 5-60 години и се до подне мрзи себе од подне цел свет. Тешко му е да ти каже здраво. А веројатно по некаков бонтон, по некој непишано наречиво правило, тој што доаѓа е првиот кој што треба да поздрави, за да овој што е матерот поздрави. Лупам се. Ма как и луѓето немаат чувство за тоа. Он е замислен у свој свет. Не лупаш ти ништо, Вели. Све што кажа данаска. Свака ти е као Njegоша. Свака ти е златна као Njegоша. Свака ти е златна и фала ти многу што дојде и there will be days like this. Ја веруј у Ван Морисонов, вечно. Ќе биде вдънови како овие. Каде што може да се разговара. Каде што може
каде што има нормални луѓе још. Што е ова мора да ти го кажам, да не изгледа као да ти се удварам. Не сум љубител на подкасти. Сум имал покани од некои, ако можам да ги наречам твои колеги. Сум ги одбил под разноразни изговори, само затоа што сум видел еден бахат приступ од нивна страна. Навлегување во као да си ме повикал тука да се скараме и малтене да земеме се ушаки, да се шакетамо, викаат подгоричани. За разлика од тебе, кога ми пиша, негде ми пролета твој подкаст у Рилсовите, мислам дека беше со Филип Петровски, и застанав, те побарав, те вратив да видам кој ти односот со гостинот е изузетно коректно и мислам дека заслужуваш да ти доаѓаат нормални и убави гости со кои ќе можеш да направиш мове, затоа што знаеш како да се однесуваш пред камера. За разлика од оние, сега више ова подкастов стана, сите по дома имаат подкаст нешто, али немаат сите добар подкаст. Така да, ја не знам дали ова некому ќе биде занимливо, али ти благодарам на поканата и на твојот коректен однос и пристап према мене. Домефон, фалиментерит шум. Фалиментерите да ти. Многу, стварно многу фала. Изузетно ми беше пријатно. Се надевам. И част ми е, што беше гост у подкаст Се Рување. надевам, да. Се благодарам.